Господин Димовски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, ви благодарам поканата. Веднаш на почетокот би сакал да прокоментираме убава вест попладнево што стаса од Тирана. Премиерот објави дека е постигнат договор за стратешко партнерство со Велика Британија. Каков импакт има тоа на македонската економија, мислам пред се на вашиот ресор, односно технолошко-индустријските развојни зони во однос на интерес на британските компании за инвестирање во нив? Ова е само еден доказ за сериозност на владата, колку е насочена кон повеќе инвестиции и кон креање подобро стратешко партнерство со сериозни држави во светот. Така да оваа вест е стварно позитивна за македонските граѓани и во периодот што следи очекувам да биде попозитивна и за развојот на економијата во Македонија. Да, деталите ќе ги слушнеме утре, лично од премиерот. Дали договорот Вашингтон-Пекинг сега за смирување практично на страстите околу трговската војна поврзана со царините влијаат врз странските компании во ТИРС? Факт е дека она првична одлука која беше на председателот на Соединените американски држави, господин Трамп, каде што се качија тарифите за сите држави, да речем, за најголем дел државите, креираше еден сериозен потрес на глобалната економија. После тоа видовме дека се донесе друга одлука за суспендирање на првичната одлука, која беше, како да кажам, добредојна на сите држави, за сите компании. Генерално компаниите се загрижени од првичната одлука, меѓутоа се гледа дека Соединените американски држави преговараа скоро со, како кажа советникот Наваро, околу 90 земји за склучување. Со 50 веќе постигнале договор. Значи, според изјавата на господин Наваро е советник за економски прашања на господин Трамп, кажа дека жалбата на господин Трамп за 90 дена, колку трае суспензијата на првичната одлука, да склучат 90 договори со 90 земји. Така да ја очекувам дека во периодот што следи ќе се стабилизира тој така наречен потрес се случи од првичната одлука и мислам дека нема да има некои сериозни последици ни на компаниите во ТИРС, а општо на целокупната економија како во Македонија така и во Европа. Вие като дневно комуницирате со нив, има ли такви кои што сакаат да го преселат своето производство во земјите во регионот или во други земји кои што имаат подобри царински односи со САД? Со оглед на фактот дека ние секојдневно комуницираме со компаниите во ТИРС зоните, до сега таква најава немаме ние на компанија. Така да можам да кажам дека компаниите си работат, бројките за први 4 месеци можам да кажам се повеќе од добри, бидејќи правиме анализи на месечно ниво, така да мислам дека нема потреба од некоја си загрижувачка ситуација. Дали побараа дополнителна државна помош поради новонастанатата ситуација? Видите, државната помош се дава согласно позитивните законски прописи во државата и она се дава врз основа на бизнис планот за секој инвестициски проект. И таа е дефинирана. Тоа е првичната. Да, во принцип од кога настана оваа ситуација со одлуката на господинот Трамп за висината на царините, до сега ние на компанија не е побарала никакво состанок од аспект за дискусија на ваква тема. Така да немаме таква најава. Добре, со оглед дека големи, да не речам, најголем дел од компаниите во технолошко-индустријските развојни зони се од автомобилската индустрија, која е во голема криза пред себе во автомобилската индустрија во Германија, нели? Дали има најави за затворање на погони и отпуштање на работници? Со оглед на фактот кој што кажа и претходно дека сме во редовна комуникација со компаниите, до сега никој не е изјавил таква индиција. Што се случи со компанијата Аптив од истата индустрија автомобилска која најави затворање на фабриката? Согласно мојата последна комуникација со менеджментот на Аптив во Македонија, можам да кажам дека има промена во планот за реструктурирање. Така да она што ми е потврдено од представници на компанијата дека тие се во преговори, разговори со нова мултинационална компанија која сака да окупи целото правно лице Аптив Македонија, со таа компанија да биде присутна во Македонија и да произведува за нивни потреби. Значи, освен собствеништвото, не би се сменило ништо во однос на нивната инвестиција. Согласно информациите што ги добив, се планот е да се купи целото правно лице. Со све фабриката и буквално се. Ако го исклучиме ова што ќе се случува со стратешкиот договор со Велика Британија, од владата се најавуваат нови странски директни инвестиции пред се во ТИРС. Која е последната информација за колку компании се работи, колкави инвестиции, број на вработени, импактот врз домашната економија? Ние сме во постојана комуникација со нови потенцијални инвеститори. Можам да кажам со околу 15.
во кои сме во некои напредни преговори. Заклучокот од досегашните преговори сите тие компании дека тие компании имаат сериозен интерес за инвестирање во Македонија. Можам да потврдам дека сериозни мултинационални компании веќе има донесено интерна одлука за инвестирање во Македонија, така да во периодот што следи, согласно напредокот на преговорите, веќе знаете, тие се компании мултинационални, се потпишуваме договор за доверливост и не смееме да објавуваме многу детали. Ниту име на некој од нив? Не смееме, бидејќи се сепак тоа договори за доверливост, кои што има доверливи информации. Во периодот што следи, че има доста позитивни информации од аспект на нови инвестиции, односно отварање нови фабрики. Имено, утре, имаме камен темелник на нова инвестиција, од која во прва фаза ќе инвестира минимум 25 милиони евра во нова фабрика, во прва фаза ќе вработува минимум 200 нови лица и таа е фабрика што ќе произведува одредени елементи за познатиот производител за бела техника Беко. Односно компанијата се вика Шахтер и утре имаме камен темелник во 12 во технолошко-индустријско развојната зона. Турска компанија? Турска компанија, да. Од овие 15 што ги спомнувате, дали се тоа нови компании или се постоечки кои што ќе го прошируваат своето производство? Има дел што се постоечки, што имаат сериозни планови за нови производствени погони, за проширување, а има и нови компании што се едноставно нови гринфилд инвестиции. Македонскиот, да го наречам, бизнисмен од Канада, Крис Павловски, кој престојуваше во Скопје, предложи интересна идеја, еве, меѓу другото, земјава да спроведе законски измени да биде прва во Европа по криптобизнисот. Дали во вашата агенда или вакви идеи има отворање на таква зона посветена на криптобизнисот, на дигитализација, потоа капацитети за вештачка интелигенција, како што најави тој, наместо постоечките кои што се главно од автомобилската индустрија, од фармацијата, електрониката? Видите, ние како влада сме насочени кон креирање на поволни услови за развој на бизнисот. Така да планот ни е да во периодот што следи со специјален закон да се креираат индустријски зони за посебни намени, врз основа на интересот од компаниите. Освен овие што ги имаме тризовите, каде што тука согласно законот може само производство и производство одредена дејност, планираме да направиме зони индустријски на одредени локации во Македонија за индустријски зони за посебни намени. Вакви какви што се со финансиски услуги, со крипто. Меѓутоа многу ќе биде битно да добиеме ние соодветен интерес од некоја компанија. Не може да креираме и да остане таа празна. Зашто тоа е за мене непродуктивен трошок. Целта е да бидеме поефикасни, поекономични, поефективни. Меѓу сепак се работат државни пари. Да. Кога зборуваме за овие за производство на хардвер, нели? Дали актуелните зони се доволни или има потреба за отворање нови? Видете, сметаме дека како што е моментално концептот на зоните постоечки, мислам да се доволни, меѓутоа ние сме отворени, веќе има и компании од друга дејност која бара посебни услови за да се врша производство, да формираме, како што кажав претходно, нови индустријски зони за посебни намени, односно посебно наменско производство. Откако се најавија свежи пари во силна изградба на инфраструктурата, нели? Пред се изградба на карго железница по коридорот 8 со голема брзина. Дали е зголемен интересот за инвестиции во тир зоните? Имате ли такви најави дека тоа што ќе се случува во следните неколку години со изградбата на таа железница, дека може да го зголеми интересот за инвестирање? Основен предуслов за развој на економија е квалитетна инфраструктура. И тоа е како му е потребно на Македонија. Оваа влада на чело со професорот доктор Христијан Мицкоски има силен фокус во инвестициите и во инфраструктурата и во креирање нови капацитети. Така да ние може да видиме дека многу се инвестира во инфраструктура и тоа е добро поздравено, доста добро позитивно поздравено од потенцијални инвеститори кои што им објаснуваме дека се гради коридорот 8, коридорот 10, се гради железничката инфраструктура, така да сето тоа ќе влие многу позитивно кон привлекување на што повеќе квалитетни странски инвестиции. Сигурно се жалат инвеститорите на актуелната инфраструктура, него што е тоа друго на што најмногу се жалат? Што е проблем за нив? Ние сме, како што кажа претhodно, во постојана комуникација. И мојот пристап, од кога сум директор на оваа институција, е секојдневна комуникација, што почести средби и посети во компаниите, се со цел
да бидеме еден вид партнер на тие компании, за да можеме да најдеме начин, согласно законот, да им ги решаваме проблемите. Голем дел од тие наследени проблеми им ги решивме. Следуваат уште, бидејќи не можеме туку така да ги решиме, сепак имаат. Какви проблеми имаат? Што е најчесто што имаат? Има проблеми административни. Има проблеми од аспект на работни дозволи за нивните менаџери. Не знам, имаат проблем со некоја институција, со некој обичен документ. Сепак се тоа воено имаат проблеми од аспект, некој кажува дека им треба кадар. Така да зависно од компанија до компанија си има одредени предизвици, така да ние сме тука согласно нашите можности да им помогнеме како поддршка, како сигурен партнер во развој на нивниот бизнис. За крај 10 месеци сте директор на оваа институција, каква беше, каква е? Да бидам искрен, институцијата е наследи во многу полоша состојба од она што го знаев и што го очекував. Морам да кажам дека овие 10 месеци сериозно се справувам со предизвиците што се однесуваат на штетни договори и едноставно Какви штетни договори? Штетни договори со одредени приватни компании кои биле претходно склучени и изнаоѓаме начин во рамки на закон како да тоа го санираме, односно го консолидираме. Така да очекувам што побрзо да се консолидираме со цел да имаме здрава основа да можеме сериозно да растеме како институција. Добро, во очекување на подобри резултати, ви благодарам за учеството во тема на денот. Ви благодарам поканата.